Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пудинг со чоколадни бриош кифлички. Еве еден сладок рецепт кој можете да го направите за неколку минути и да нахраните цела толпа луѓе. Овде користиме мали бриош кифлички покриени со богата смеса од крем, јајца, шеќер и млеко кои можете да ги најдете во продавница. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 14 мали бриош кифлички, 1 литар крем, 2 јајца, 4 супени лажици шеќер, 300 мл млеко и темно чоколадо за прелив. Прво ќе ја направиме креместата смеса која ќе ја сипеме врз пудингот. Загрејте ја најголемата делимано тава и во неа ставете ги прво кремот, а потоа шеќерот, двете јајца и на крај млекото. Мешајте на среден оган. Не сакаме смесата да зоврие, но топлината ќе помогне состојките да се спојат и ќе му овозможи на пудингот побрзо да се сготви кога ќе му ја додадеме смесата подоцна. Јајцата ќе помогнат сосот да се згусне. Земете ја делимано тавата за рерна и наполнете ја со чоколадните бриош кифлички. За овој рецепт ни се доволни 14. Ако не можете да најдете бриош кифлички, можете да ставите било каков сладок хлеб или можеби круасани. Ако не забележавте, овој рецепт служи за малку да се почестите, но само малку. Земете ја тавата со загреаниот кремест сос. Со него прекрите ги бриош кифличките. Пред да ги вратиме кифличките во рерната, одозгора ќе им ставиме малку рендано чоколадо. Ставете ја тавата во рерна, загреана на температура од 150 степени, 20 до 25 минути, се додека кифличките да станат крцкави одозгора и го впијат и нараснат од сосот. Извадете ја тавата од рерна и спремни сте за сервирање. Време е за сервирање. Сервирајте 3 кифлички начинија и додадете сос по желба. Овој богат сос има текстура на пудинг. Бриош е сладок француски рецепт за леб со висока содржина на путер и јајца кои му даваат богат и луксузен вкус. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!